Тој беше наречен шампион за исламот во тоа време. Тоа го сведочеа луѓето околу него. И беше признат од голем број на луѓе, вклучувајќи ги и оние луѓе кои не го прифаќаа и кои не веруваа во него, кога тврдеше дека тој е ветениот Месија. Тие луѓе кои го одбија беа истите оние луѓе кои претходно рекоа дека тој е шампион за исламот и дека тој е заштитник на исламот и дека тој е единствениот кој го подигнал гласот за одбрана на сите негативни обвинувања кои се изнесени од страна на следбениците на другите религии. Тој беше големиот духовен син на честниот пратеник, што беше и главната причина за обнова и ренесанса на исламот. Во основа, неговиот карактер беше соткаен од љубов према честниот Куран и неговиот учител, честниот пратеник. Он се појави во 14 век по хиџрата, како што беше навестено со предскажувањата на честниот пратеник, кој што рече: тој ќе се појави на почетокот на 14 век. И тоа исто така има символично значење, затоа што е тој како одраз на светлоста на честниот пратеник. И ако речеме дека честниот пратеник е извор на светлоста, тогаш тој дојде како огледало, кое ќе го рефлектира ова светло. Полната светлина се покажа на почетокот на 14 век, така што тоа беше символична појава, баш така како што се појави на небото полна месечина во 14-та ноќ. Тоа е токму она што се случи. Тој дојде во 14 век, кога на муслиманите им требаа упатства, и тој го исполни предскажувањето, и дојде во време кога сите тие знаци се исполнија. Хазрети Ахмед го разјасни христијанското учење за Исусовото распетие. Бог му објави дека Исус не умре на крстот, туку дека го преживеал распетието, тоест дека ја надополнил својата мисија преку пренесување пораки на останатите изгубени племиња на куќата на Израел. По учењето на честниот Куран, ветениот Месија, основач на заедницата, ја направи оваа работа многу јасна, што всушност беше голема вест за луѓето. На многу луѓе им беше многу тешко да поверуваат, но кога им беа објаснети стиховите од Куранот, кои што им ги долови основачот на заедницата, прво што им стана јасно е тоа дека Исус Христос не умрел на крстот. Тој тоа го докажа со толку стихови од честниот Куран и го направи тоа многу јасно за секој, дека Исус без никакво сомневање беше ставен на крстот, како што историјата ни кажува дека тој бил распнат на крст. Стоел таму неколку часа или повеќе, но тој вистински не умрел на крстот. Скриптите јасно кажуваат дека тој не умрел на крстот. Јасно е напишано во Новиот Завет. Ако следите внимателно по Евангелието на Матеј, па и другите Евангелија, тој го преживеал распетието. Како следбеник на христијанството верував дека Бог го ставил својот син на крст, но се запрашав зошто таткото би го убил својот син, само за да искупи нечии туѓи гревови. Кога ги прочитав книгите на ветениот Месија, добив некое чувство на олеснување, затоа што дознав дека тој не умрел на крстот. Тој изнесе несоборливи докази, за да докаже дека Исус не умрел на крстот. Знаете, тој е симнат од крстот после само 3 часа поминати таму. Многу истражувања околу распетието покажуваат дека млад и силен човек, каков што бил Исус во тоа време, можел да преживее и неколку дена на крстот, зашто тој ден беше сабат, еврејски свет ден, и тој морал да биде симнат пред заоѓање на сонцето. Од медицинска гледна точка, тој не би можел да умре на крстот во рок од 3 до 4 часа, затоа што во тоа време евреите има обичај криминалците да ги држат на распнатиот крст и до неколку дена, најмалку од 24 до 48 часа, а како второ практикуваа нивните коски да ги скршат, затоа што на двајцата кратци кои биле распнати покрај Исус им биле скршени коските, но коските на Исус не биле скршени. Кога војник со копје му го пробол темето на Исус, оттаму крв и вода наеднаш му потекоа. Но кога дојдоа до Исус и видоа дека тој веќе е мртов, не му ги скршија нозете, туку еден од војниците со копје го прободе во темето и веднаш излезе
крв и вода. Медицински е докажано дека ако лицето е мртво, неговата крв се сгручува и не останува течна. Па ако тој бил мртов, вода и крв не би протекле. Кога беше симнат, неговите нозе не биле скршени, како на оние двајца кои беа распнати со него. Потоа е однесен во пештера, каде го лекувал Никодим, кој бил лекар. Тој му ги обложил раните, кои му биле нанесени за време на распнувањето, исто како и раните на главата кои му се нанесени од трње. А и Никодим, човекот кој првпат му приде ноки, дојде, носејќи ролна од смирна и алоe за околу 100 либари. Исус всушност беше Божи пратеник, кој умрел исто како и останатите пратеници. Гледаме дека Куранот укажува на фактот дека Хазрети Иса всушност умрел како и сите останати луѓе. И овие стихови се многу јасни за личноста која ќе ги проучи. Постојат неколку стихови во кои Исус вели: "И мирот е во мене, оној ден кога сум роден, и оној ден кога ќе умрам, и оној ден кога повторно ќе оживеам." Значи тој вели: "Кога јас ќе умрам." Исто така во чесниот Куран постои и друг стих кој представува еден вид на диалог помеѓу Бог и Исус, во кој Аллах го прашува за неговиот народ после него, а Исус му одговара: "Јас бев сведок над нив додека бев меѓу нив, но кога умрев, не знаев ништо за нив." Тој го користи изразот кој значи: "Кога ти ме усмрти", така што тој умрел токму како и секој друг пратеник пред него. "И јас бев сведок над нив додека бев меѓу нив, но кога ти ме усмрти, само ти им беше наблюдувач. Ти си сведокот над сите работи." So he will die like any other prophet. Мирза Гулам Ахмед, нека е мирот со него, ја објави вистинитоста на своето доаѓање. Тој го надополни предскажувањето во врска со второто доаѓање на Иса. Тој исто така тврдеше дека во неговата личност се обистини второто Исусово доаѓање, објаснувајќи дека Исус е пратеник од Бог, кој умрел како и останатите пратеници. Објавено му е од Аллах дека Месијата, синот на Миријам, умре и дека тој дојде со неговите особини. Тој беше само еден обичен човек, кој од семокниот Бог е известен дека тој е ветениот Месија и имам Махди. И тогаш му било наредено да го објави тоа, дека тој е тоа лице за кое зборуваа предскажувањата на чесниот пратеник, дури и предскажувањата од Новиот Завет. Of how the Prophet Muhammad talked about the prophecies, even of the prophecies in New Testament scripture as well mentions this. Ова за волја на вистината беа зачудувачки тврдења. И она што го направи уште потврст е тоа што неговиот осамен глас, издигнат од мало непознато село, беззначаен како што се чинеше на големиот надворешен свет, но на вистина тој тоа го постигна. Некои одговорија на Ахмедовиот повик со потполна вера и посветеност. Меѓутоа, како што следбениците на заедницата се зголемуваа, исто така се зголемуваше отпорот кон него. За неверниците, Ахмедовите тврдења беа навредливи. Неговото осудување на нивните обичаи и иновации ги правеше бесни. Кога пораката на Ахмедијатот почна да се шири надалеку, нормално е тоа да предизвика реакции. И луѓето, и владите ширум светот реагираа на тоа. Посебно кога зборуваме за Пакистан, и каде стотина луѓе мораа да ги дадат своите животи само затоа што го прифатија и ја пренесуваа оваа важна порака. Was a very strong opposition, and hundreds of people, they actually had to lay down their lives just for the cause of this great message that they are presenting. Ако ја проучувате историјата на пратениците, како пример го наведувам тогаш, кога Исус во синагогата изјави дека тој е Месијат, дека тој е ветениот, реакцијата беше многу негативна и насилна, и заради таа изјава тој беше осуден од својот град. Исто така тоа се случи и со честниот пратеник. Тој во тоа време беше признат како шампион во исламот. Луѓето многу го почитуваа од сите краеви на исламскиот свет. Дури го почитуваа и христијаните,
затоа што тој ги разјасни нивните тврдења. Кога тој го изнесе своето тврдење, реакциите беа засновани на бес, неверување, одбивање и дури предизвикаа насилство. Многу оџи на високи позиции во тоа време и нивните следбеници станаа бесни, нарекувајќи го лажго, еретик, отпадник од верата и други погрдни имиња кои ги најдоа. Ова беше доста сурова реакција. A kufar, whatever you want the words to use. This is what the reaction was, and it was very severe. जिसने तोड़ा था सर Причината за таа реакција беше нешто што беше во потполна спротивставеност со нивното размислување. Зошто ако луѓето верува во одредена идеја од генерација на генерација, ако прито им кажано дека не се во право, затоа што очекувале некој друг вид на Месија и некој друг вид Мехди да дојде. Но кога одеднаш основачот на Ахмедиската заедница рече: Исус умре со природна смрт, додека тие веруваа дека тој живее на небото и дека ќе се симне на земјата, така што тие чекаа таков човек кој ќе дојде од небото на земјата. Заради оваа закана за традицијата на нивните прадедовци, многу дигнаа буна на непријателства каква ретко беше видена во историјата на човештвото. Првата реакција беше одбивање, и тоа е нормално затоа што знаеме од историјата дека секој пратеник имал исто искуство кога вистински пратеник ќе дојде на светот и ќе тврди дека е од Бог, и ќе тврди дека донесува некоја порака од Бог. Првата реакција е секогаш одбивање. Неколку луѓе го прифаќаа тој пратеник, но повеќето го одбиваа. И тука нема ништо изненадувачко, затоа што прогонствата за повеќето беа патишта за оние кои доаѓаат од Бога. Погледнете ги овие три религии. Постои ли еден пратеник кој не е прогонуван, на кој не му се спротивставувале? Честниот Куран сведочи за овој факт, дека секој пратеник кој доаѓа од Бога мора да се соочи со отпор и прогонство. А и историјата на сите пратеници ни е предочена. Иста работа се случувало на ветениот Месија, основачот на заедницата. Кога го изнесе своето тврдење, нешто силно и необично му се случи. Дека тие луѓе, кои пред тоа го обожуваа, тие кои му беа пријатели, оние кои го подражуваа, па и оние кои го гледаа како човек кој ќе им помогне во овие тешки времиња, токму тие му го свртеа гработ. Тоа всушност беше предскажување на честниот пратеник дека тогаш ќе се појави ветениот Месија, дека улемат од тоа време ќе биде неговиот најголем противник. Прогонувањата се составен дел на секоја вистинска заедница. Мислам, ако ја проучувате историјата на религиите, сите вистински Божји пратеници се прогонувани, следбениците се прогонувани до таа мера што нивните домови се уништени. To the point where their homes were destroyed. Неговите следбеници беа осудени на разни прогонства.